Со пошумување на неколку локации во градскиот појас и на Осоговските планини, денеска во Кочанско се реализира акцијата Ден на дрвото. Во кругот на територијалната противпожарна единица, заедно со општинската администрација, во акцијата се вклучија и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски и државниот секретар во Министерството за економија Анче Трифунов. Еве се наоѓаме на локацијата во касарната, каде што заедно со општинската администрација го отпочнавме денешниот ден, денот на дрвото за садија својата иднина, каде што иако е верски празник, еден убав празник, ние се вклучуваме во акцијата која што имаме на ниво на Република и символично ги засадуваме првите дрвца, за да еве по пета година, односно пети пат поред, ја спроведеме оваа акција за Зелена Македонија. Очекуваме дека овие дрвца кои што се засадени чемпрес, црнбор, дека ќе бидат успешни и дека после неколку години ќе можеме овде да уживаме во благодетите на шумите кои што ќе настанат на овој терен, односно зеленилото во нашиот град. По 5 години евидентни се резултатите од оваа акција на територијата на цела Македонија. Уште поважно е што е подигната свеста кај граѓаните за значењето на животната средина, за почеток преку следењето, а потоа и преку одржувањето на зеленилото, истакна државниот секретар Трифунов. Причинува посебно задоволство денес да сум овде со моите сограѓани, со градоначалникот, со представниците од локалната самоуправа, од шумско стопанство Осогово, да се вклучиме во оваа акција. Вие знаете дека владата на Република Македонија беше иницијатор пред 5 години, започна оваа акција. Таа веќе е традиционална секоја година поред, мислам дека ова е 7-ма акција поред, 5-та година. Евидентни се резултатите од истата. На територија на цела Република Македонија денес многу масовно граѓани од ученици до пензионери се вклучуваат во акцијата. Веќе можеме да заклучиме дека после 5-та година резултатите се евидентни на секаде низ Македонија и има веќе пораснати насади од првите години, што е уште поважно, според мене најважно, свеста кај граѓаните се има подигнато на тоа ниво да децата уште мали имаат свесност за значењето на животната средина, за значењето на шумите преку садењето, а понатаму во текот на животот и одржувањето на шумските насади. Пак ќе кажам, задоволство ми е дека денес како представник на владата сум токму овде во мојот роден град во Кочани и се надевам дека и сигурен сум дека акцијата ќе биде успешна како и сите претходни. Според директорот на Кочанската подружница на македонски шуми Орце Димитров, во оваа акција се очекува да се засадат околу 35.000 садници од чемпрес, црни белбор, јавор и јасика. Се вклучуваме во оваа акција како оперативци, со тоа што обврската за изнаоѓање на локации и изнаоѓање на садници е наша обврска и ние тоа целосно ја презедавме таа обврска. Значи, пошумуваме на неколку локации. Во градскиот појас, овде како во касарната, планираме засадување на околу 5000 садници, од кои што 3000 садници се со чемпрес, 2000 со црнбор, нешто садници имаме од јасин и од јавор. Покрај во градската средина имаме засадувано се планират засадување и во планинските предели, значи нешто многу повисоко во Кормина, каде што одеме со белбор, потоа во на Лешката кривина, каде што повторно ќе одиме со црнбор и со чемпрес, така да во целост оваа акција од наша страна ќе биде спроведена со некаде околу 35.000 садници. Од досега реализираните акции во Кочанско на планинските предели зафатеноста на садниците е целосна, за разлика од приградските делови каде беше забележана појава на пожар, пасење добиток и човечко